Назад сме во отворената програма на Студио 1 во контекст на настаните кои што би рекле дека го одбележуваат нашето секојдневие. Во денешната содржина одбравме и еден настан кој што го одбележа барем за многумина, па еве и за мене, денот. Во Скопје се отвори или реотвори, би рекле, еден стар и познат локал, сега под ново име, но тоа што внатре во себе го нуди и како содржина, а верувам и како услуга, за мене и за многумина е за поздрав. Имено новоотворениот локал за свој персонал одбра да има и лица со попреченост, кои што, верувате, ако заминете таму, да го испиете своето кафе, тоа како ќе се изненадите од тоа што ќе можете да го видите. По тој повод, во нашето студио вечерва е менторот на програмата, еден од сега веќе вработените или работниците и секако собственикот на локалот. Доодиме со ред Софија Ѓорѓиева, професор на Филозофски факултет и ментор на оваа програма, Шанкар Џемаилов, дел од персоналот на локалот и секако Маријан Петров, собственик на локалот. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Јас вака ќе ја почнам приказната. Прво со Маријан, како човек кој одлучил во својот локал да има, би рекле, нешто поинаку. Јас ја тука малце ќе ви исправам, затоа што не сум собственик на локал. Дај Боже да бев, ама не сум. Инаку добро би било да бев. Не, јас сум закупец стара, го земав под кирија локалот. Идејата е стара, што знам, 6-7 месеци, така од прилика. Идејата е моја, но најголем дел од таа реализација беше со моите поранешни колешки од факултет Софија и уште една-две колешки таму што работат. Па така, заеднички ја склопивме затоа што сите, да кажем, оние конекции што ги имаат они со институциите, со школите, со кај што работат, кај што завршиле школа овие лица, кај што може да се дојде до контакт со нив, ги искористивме и така склопивме еден тим, да кажем, од 10 луѓе, кои што поминаа на пракса, на обука кај нас, поминаа на тие меки вештини кои што ги држеа они во нивните простории во факултетот и така натаму. И имаше ли претходно предрасуди за тоа како тоа ќе изгледа на крајот? Или еве како изгледа сега откако е отворено? Јас тоа го видов одамна, го видов во Дубровник и од таму е уствари идејата, препишана е, не сум ја измислил. Така е. Но е нова скопска приказна. Да. Како и да. Овакви локали функционираат насекаде во светот. Така е. Хајде да кажем, ги има во Европа, кај нас на Балканот не многу. Има, мислам, во Загреб, во Љубљана има. Ете, во Дубровник има еден ресторан кој што совршено добро функционира. И така. Од таму ми беше идејата. Порано, така, доста поодамна сум се занимавала со угостителство и ете, решив. Ова беше прилика. Да. Софија, значи, сега ни е јасно како студентски, односно како студенти и колеги, ве спојува приказната и Софија е дел од тимот кој што треба да ги регрутира овие лица кои што можат да работат во локалот. Да, апсолутно. Во рамки на еден од предметите кои што јас го држам на Филозофски факултет, социјална работа со деца и млади под ризик, се опфатени лицата со попреченост, така што моите студенти одат на пракса во училиштата кои што се наминати за лица со попреченост, имајќи ги од таму контактите, меѓутоа и идејата со студентите да направиме нешто што ќе биде малку поразлично, решивме дека ќе биде добро да се вклопиме во цела оваа приказна, па да направиме нешто поинакво, односно да се потрудиме да овие лица ги вработиме во нешто што ќе биде отворена економија, а не како досега во најголем број во графичка струка, затворено, каде што не се видливи на очите на јавноста. Идејата беше да бидат препознаени колку се навистина добри, колку се навистина подготвени да го работат тоа за кое што учеле, бидејќи еве најголем дел се од Наум Охридски училиште кое што ги успособува за угостителска струка. Исто така да видиме колку, односно да поработиме на свеста на останатата популација. Знаете како многу луѓе прашаа зошто баш во центар, каде што киријата е голема и така, зошто не има некоја друга населба. Центар беше место кое што
од прва рековме дека ќе биде така нешто. нешто. Ако ме прашаш, што е идеално. Затоа што вака, ако ние отворевме вакво нешто кое што ќе биде некаде на периферија, да, некој ќе слушне на телевизија, ќе види на Facebook, ќе види на медиум, ќе дојде еднаш и тука веројатно ќе заврши таа приказна. Меѓутоа, наш таргет се сите лица, странци, домашни, луѓе кои што знаат да перцепираат што е она што е добро и да бидат среќни. Беше ли лесно да се регрутираат лицава? Па не баш. Не баш. Колку траеше процесот? Процесот траеше на добри 3-4 месеци. Зашто? Затоа што мислам ние и сега јас викам вака, нас и сега не е потребен дополнителен кадар. Не така како ние едно е да кажеме дека имаме голема невработеност, едно е да кажеме дека државата навистина прави се и сака да ги вработи лицата со попреченост, меѓутоа од друга страна за жал тука ги имаме бариерите кои што постојат, па и стереотипите и може би отпорот кој што некогаш и семејството на овие лица го има, чувајќи ги, ајде да ке кажам жаргонски под стаклено затворена врата, за затворена врата или под стаклено звоно, па ние имавме 3-4 лица кои што беа вклучени на почеток, па потоа нели по X причини поради бариери од семејството се откажа или пак имаше лица кои што доколку се вработат го губат правото на пензија, па заради такви правни пречки едноставно се откажа. Меѓутоа на крај успеавме да направиме навистина еден компактен. Сега имаме група од 10 деца. Рековме дека вчера се случуваше отварањето, ние можеме да ги погледнеме инсертите практично од самиот настан. Нашата камера беше таму да го одбележи овој настан, а додека ги гледаме инсертите, да, ова се колегите на Шанкар. Еве се надевам дека ги гледаш и ти. А еве си ти со пеперутка машна за Шанкот. Шанкар, одбран си да бидеш еден од 10 колку што ве има сега во екипата. Беше ли подготвен за овој предизвик? Не, баш толку не верував дека ќе можеме, Ова ме прв пат сега што работам. Како кафечу Шанк. Па добар сум сега за сега, отлично. Се снаоѓаш. Да. Но сигурно не е дека вчера прв пат те ставија за Шанкот и те ставија да се снаоѓаш. Имаше претходна обука, ако не се лажам. Па не мислев ја дека ќе бидам за Шанк. Толку? Ама јас се интересирав да бидам за сегнет, да можам да правиш нешто. За сегнет, па убаво сега. Што ве учеше Софија и колешките на Софија во обуката? Па научија да биме културни со гостите, како да се понашаме. Научија како да ги пречекуваме. И тие работи натаки. Имаше нешто што не го знаеше до тогаш, сега прв пат го научи или знаеше се? Па, не знаев на Шанк да бидам, не знаев ништо за кафечи. Сега што ти е најтешко во Шанкот? Ништо, се ми е лесно. Се е лесно, а? Тоа треба гајбите да се носат. Си можел и порано да го работиш тоа, ама не си знаел дека можеш. Каква е соработката со колегите? Супер, треба заедно да сме исто, да се согласуваме. Така, тоа супер убаво. Да нема караници. Да. А со Маријан? Добро. Добре? Не се жалиме. Не. Маријан, каква е екипата во моментов? Во кој смисол? Кооперативна, насмејана, спремна за работа. Супер се децата. Децата се одлични, работат. Бете ви кажам нешто. Нашата главна идеја уствари е таму да бидеме сите еднакви. Значи тоа не е поентата. И можам да кажам дека не гледам некаква разлика во смисол на тоа кој повеќе работи помеѓу овие деца и да кажам другите. Не ги делиме така. Значи тоа е еден компактен тим во кој што секој си има својата улога, апсолутно. Тоа е нашата поента. Мислам дека ќе биде одлично. Така. Јас се надевам дека доволно направивме и ние како куќа со тоа што го поздравуваме овој голем чекор. Се надевам дека вашиот пример ќе го следат и другите и со ова покажуваме дека ако за некого нешто е невозможно, ние покажувате, поточно вие покажувате дека е тоа како возможно. Ви благодарам за ова гостување и ви посакувам успешна работа и поздрав до сите колеги, да можевме ќе ги поканевме сите, но нас просторот толку не дозволува. Ви благодарам уште. Ви благодариме на одвоеното време. Така, вам ви благодарам за вниманието и се гледаме повторно за 7 дена на истото ова место. До тогаш, довидување.